Камера 1, иде. Јас се извинувам, но секогаш пијам јајца од препелица, морам да го одржавам мојот глас. Простете. Добро вечер, другари и другарки. Ви благодарам што сте со нас. Вие ги гледате Црвените вести, а ова се настаните што ја одбележа неделата. По повод председателските избори во Америка, Баба Зумбула му посвети песна на Доналд Трамп. Во новата епизода, кога мачињата ќе стигнат, ќе гледате Дедо Мраз на асфалт, животинските страсти пуштени на најако, српски супер момчило, криптогемиджија за Црвени вести. По повод председателските избори, Доналд Трамп беше почестен со македонска песна. Станува збор за Баба Зумбула, која смисли песна за него и му посака да победи на изборите. Да видиме. Здраво на сите, ова песма е за председателот Трамп. Ајде сите заедно за Трамп да гласаме, сите си го сакаме, за Трамп ке гласаме. Трамп ми е председател, Трамп ми е за народот. Напред! Победа за Трамп! Хајде сите заедно за Трамп да гласаме. Продолжуваме понатаму. Кога мачињата ќе стигнат, извадија нова епизода. Специјално ја гледате во Redcast. Ниту еден напишан збор не може соодветно да изрази нашата длабока љубов. Ние знаеме колку си прекрасен и ние, децата, и тато, и Зоки, и Таче, и сега Венко. Ќе се обидеме да бидеме исто толку силни како и ти. Вербата во тебе и во Бога ќе не одржи. Нашата целосна љубов кон тебе е вечна. Мој драг Али, ти пишувам писмо и го испраќам до Мала Речица. Ти ми напиша многу мили зборови, дека сум ти го збогатила животот. Не можам да ти го доловам задоволството кое што ми го причини, затоа што секогаш се чувствувам дека сум и секогаш ќе се чувствувам дека сум ти должничка. Моите слепи очи очајно чекаат да те видат. Ти секако не го сваќаш тоа, колку фасцинатно убав си бил од секогаш и како чудно на тоа имаш додадено посебна и опасна прекрасност. Ко воопшто може во љубовта да се прават некакви сметки. Не можам да постојам без тебе. Заборавам на се освен на мојата желба повторно да те видам. Мојот живот изгледа дека запира тука. Откако те напуштив, постојано сум во депресија. Мојата среќа е во тоа да сум ти блиску. Постојано одново ги преживувам во моите спомени твоите прегратки, твоите солзи, твојата приврзана осаменост. Шармот на твојата неспоредливост одржува постојан пламен. 20 години сум го правил да не може без мене ни една ни друга. Дали гледаш каква тоа умешност? Фолемендари, шум. Оваа година, заради климатските промени и глобалното затоплување, нема да падне снег, па Дедо Мраз ја спрегна својата санка и тргна по асфалт. You look here. Се надевам Дедо Мраз нема да загине по скопските улици. А сега, другари и другарки, за прв пат во историјата, животните си го покажаа своето вистинско лице, па многу поплаки од луѓе дојдоа до редакцијата на Црвени вести. Да погледнеме.
се галкаме. Нова игра излезе на геймерскиот пазар. Станува збор за играта Супер Момчило, која се очекува да го освои целиот свет. А сега, со нова експертиза за макроекономија И геополитика ќе не почести кој друг, ако не Криптогемиджија! Добар ден, генерале, добар ден, гледачи на Redcast. За црвени вести, гемиджијата од изведничката единица позади непријателски линии на топлата Малта репортира. Во тек на оваа недела ги очекуваме нормално најголемите избори за следниот главен кловн на Вашингтон. Не заборавајте, во исто време, ваквиот главен избор на кловн во Вашингтон не го запира и понатаму наоружувањето на геноцидниот режим во Израел да продолжи со своите огромни акции врз Газа и нормално и Либан. Во исто време, не заборавајте дека тука се и бившите нацисти, кои што се нормално едни од главните сили во Европа и во НАТО, да исто така го поддржат овој геноцид врз палестинците и либанците. Не исто така дополнително мораме да напоменеме дека бившиот генерален секретар на НАТО беше оној кој што постојано зборуваше дека стои позади Израел и дека правото на Израел да се брани сами од себе си треба да биде пропорционално со убивањето на цивили. Да видиме дали е тоа така. Во исто време, не заборавајте, тука е и новиот генерален секретар на НАТО, кој што исто така доволно крволочно стои позади понатамошниот геноцид врз палестинците и либанците. Ал Джазира за наше добро држи лайф тракер, односно во живо ги брои жртвите кои што моментално се паднати во Палестина. До официјално 29 октомври во Палестина и во Газа и во Западната обала се убиени повеќе од 43.000 палестинци, од кои 16.765 деца. Вака изгледа геноциден режим, драги мои. Во исто време повредени се 100.223 луѓе. Да не забораваме дека овдека не е само Палестина, дека ваквото убивање геноцидно се врши и врз либанскиот народ. Во двата случаи, највеќе со авиација, значи веќе 2900 либанци цивили се убиени, од дополнително 13.100 цивили во Либан се повредени официјално од 1 ноември. Значи, да не забораваме дека изборот на главниот клоун во Америка и понатаму не го запира геноцидот кој што се врши врз либанскиот и палестинскиот народ. Да не забораваме дека не така далеку во нашето минато, истата ова НАТО крволошна организација вршеше бомбардирање со напалм врз градови и села во Егејска Македонија на сите оние учесници во ДАГ и ослободителната војна за Егејска Македонија. Не заборавајте дека ројалната авиација на Британија беше онаа која што прва фрли напалм врз цивили, села и градови. Значи не беше тоа во Виетнам, туку беше буквално во Егејска Македонија. Но не се секирајте. Нашите тапоглавци, се извинувам, политиканти, се први да ги поддржат овие касапски организации, како во НАТО, така и во Вашингтон Мурика. Значи, било која страна, без разлика дали е СДСШ или ДПШНЕ, гледаме дека двете страни дебело го поддржуваат геноцидот во Газа. Проблемот со нашите политиканти е што истите нема никаков проблем да го поддржат и македонскиот геноцид во Егејска Македонија. Да не забораваме дека пред само некое време едната страна се жалеше од другата страна дека го подпишала Преспанскиот договор, со што практично нашите политиканти без наше право дозволија Македонија да се откаже од своето малцинство во Егејска Македонија, за потоа да дојдат истите тие политиканти од другата страна да го направат буквално тоа што првите го направија, само овие во уште позасилена форма. Значи, од пред само еден ден можеме да видиме дека и вторите политиканти го продолжуваат она што првите го започнаа, односно целосно уништување на Македонија, македонскиот идентитет, македонската нација, како и нашите малцинства во Егејска и Пиринска Македонија. За на крај, еден од овие тапоглавци се извидувам, еден од овие политиканти да изјави:
Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant. Why we should not replicate this masterpiece for finding a solution? Еве, драги мои, како изгледа кога домашните политиканти дозволуваат геноцидот врз македонците да продолжи? Па затоа и не чуди тоа што моментално Македонија е единствената земја покрај Хрватска која што знаеме дека е хардкор покровител како на НАТО, така и на војната во Украина. Да не забораваме дека ние сме единствената земја во Југославија која што не ја признала Палестина. Зошто е ова толку битно? Затоа што оно што моментално го гледаме во Газа, овие жени и деца кои што се движат низ урнатини и овој геноцид каде што буквално фашистичкиот израелски режим моментално бомбардира шатори и убива деца и жени, ни се случи нас пред само 70 години. Ова се истите тие жени и деца, без разлика дали се наоѓаат во Егејска Македонија или се наоѓаат во Газа. Ова се истите тие гладни деца, без разлика дали се наоѓаат во Егејска Македонија или се наоѓаат во Газа. Така да не заборавајте, она што моментално се случува во светот е дел заради тоа што сите ние ги држиме нашите очи затворени и нашите усти затворени. Така да уште еднаш за крај за нашите црвени вести би ве прашал, кажете ми вие за кој клован навивате кај нашите стратешки партнери? Поздрав генерале, поздрав Македонијо, не заборавајте, значи во наши раце е да не заборавиме што се случува во светот и да не бидеме слепи през правдата. Епа, драги гледачи, тоа беше се во ова издание на Црвени вести. Се надеваме дека со нашите рубрики го задржавме вашето внимание. Јас, генералот, ви посакувам пријатни стишта и останете во добро здравје. И се разбира, јадете јајца.